До крајот на годинава треба да заврши изградбата на пречистителната станица во Струмица, која се гради со грант од Европската унија во висина од 5,7 милиони евра. Станува збор за капитален проект со кој ќе се реши повеќе децениското прашање со отпадните води од Струмица. Во рамките на кампањата Европската унија за тебе, а во функција на подигнување на квалитетот на животната средина, евроамбасадорот Самуел Жбогарија посети станицата. And about the environment, I'm happy to learn today that your municipality... Јас навистина бев многу радосен денеска што дознав дека вашата општина како фокус има заштита на животната средина. А кога зборуваме за животната средина, исто така општина Струмица веќе има работено на инсталирање на гасификација на целата општина. Исто така вие веќе работите како општина во промоција на фотоволтаичниот систем. Исто така на искористување на ред други обновливи енергенси, додека нашиот проект, тоест изградба на пречистителна станица, исто така ќе помогне во пречистување на реката Струмица во вашата општина и исто така гледам дека што се однесува во наиднината на ред други проекти, видов дека друга ваша грижа е пречистување на речното корито на друга река во општина Струмица, како и изградба на депонија. Од општина Струмица изразија благодарност за грантот, истакнувајќи дека ова општина е една од ретките во земјава која има искористено дури 12 милиони евра од Европската унија. Веде градоначалникот Костадиновски го информираше Жбогари и за останатите проекти кои ќе придонесат за зачувување на животната средина. Секако и нашата умешност во искористување на нивните фондови за корисни проекти. Еве веќе една деценија, започнувајќи од 2007 година, па се до ден денес, општина Струмица се наоѓа на самиот врв во Република Македонија во поглед на искористеноста на фондовите на Европската унија, па така од КАРЦ и од ИПА програмите на Европската унија секако, нашата општина има реализирано 13 проекти, за кои Европската унија одвојуваше 12 милиони евра. Секако вкупната вредност на тие проекти со директно учество со средства од буџетот на општина Струмица е многу поголем. За таа цел во општина Струмица во тек на реализација се два крупни капитални проекти, и тоа пречистителна станица за отпадни води во Струмица, секако и канализациони системи во населените места Просаниково, Дабиле и Добрејци. Искрено се надевам дека таа добра соработка со Европската унија ќе продолжи и понатаму, се со цел, како што реков, обезбедување за подобри услови за живот на сите граѓани на нашата општина. Станицата во Струмица ќе има капацитет за 53.400 жители, а освен станицата ќе се гради и колектор во должина од 375 метри. Целиот проект чини 6,9 милиони евра.